Добро утро на сите пак. Јас минатиот пат нешто се извинив, ќе морам и сега пак да се извинам за истата работа. Имено, овој текст што го гледавме минатиот пат, Ефесијаните 6 глава, последниот таму дел на него, е убаво да се погледне цело денеш. Меѓутоа, пак реков, некако вештачки го поделив и сакам денеска вториот дел да го видиме во однос на она за кое Ефесијаните 6 го зборува и она што се нарекува духовна војна. Ако ви интересира првиот дел, го имате на YouTube. Верувам дека Никола веќе го има прикачено. Ако не го прикачил, ќе го прикачи кај да е сега. Сакам да го прочитаме вториот дел денеска. Оне крајниот дел таму што ќе биде на кој ќе се задржиме. И да ви кажам право, не ми беше лесно да го спремам ова, затоа што она, како вика нашиот народ, не фаќа параграфот многу пати. И обично, знаете, кога спремаш проповеда, те фаќа тебе, малку е тешко да се проповеда, а мајде, ќе тераме, ќе видиме како ќе истераме до крај. Текстот вели вака: И така, стоите цврсто, препашани со вистината и облечени во оклопот на праведноста. И нозете да ви бидат обуени во подготвеност за благовестието на мирот. А над се земете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божие. Со секаква молитва и молба во секое време молете се во духот и во такво расположение бидете будни со целосна истрајност и молитва за сите свети и за мене, така кога ќе отворам устата да ми се даде слово за слободно да ја соопштувам тајната на благовестието, заради кое сум пратеник во окови, за да го проповедам смело, како што ми прилека. А за да знаете и вие како сум и што работам, за секој ви извести Тихик, возлюбениот брат и верен служител во Господ, кого токму заради тоа го пратив кај вас, за да дознаете како сме и да ви ги утеши срцата. Мир на браќата и љубов со вера од Бога, Отецот и од Господ Исус Христос. Благодата нека биде со сите што го љубат нашиот Господ Исус Христос, со нераспадлива љубов. Амин. Ова е текстот, иако ние ќе се задржиме повторно за она што го реков и минатиот пат, дека зборуваме за духовно војување. Зборуваме за духовна војна и многу пати се зборува за тоа, многу често го слушаме. Искрено да ви кажам, некој пати ми е криво она што го гледам или што го читам. Некој пати е убаво, скоцкано, кога ќе налетате, некој пати ми е многу чудно, затоа што забегуваат луѓе во некои си крајности кои си викам, окей, кај го најдовте сето тоа во Библијата, не ми е јасно. Ама, ајде, сега нема да навлегуваме во сето тоа, сакаме да зборуваме со Сатанат. Како функционира, како действува преку нас, во нас, околу нас, за да не спречи да живееме онака како што Бог сака да живееме. Зборуваме за соочување со оние духовни сили на злото. Минатиот пат само спомнав и реков дека за се зло што се случува во светот стои сила, стои Сатаната, стои личност. И дека нашата цел не е, ние не се бориме против тело и крв, иако рековме телото и крвта може да се тие кои ни ги прават проблемите, ама се бориме за силите кои се зад нив. Го спомнав, ако се сеќавате, и C.S. Луис, што кажа дека има две еднакво спротивставени страни кога зборуваме за Сатаната и за злото. Од една страна се му припишуваме на ѓаволот, ѓаволот ме натера, тој е крив за се, јас немам никаква вина. Од другата страна е, кога ќе го трнеме Сатаната комплетно на страна, викаме се си има природно објаснување. И таа крајност се нешто кое го радуваат злиот. Тоа го рековме минатиот пат, јас нема да го повторам тука. Знаете, кога денеска се зборува за борба против Сатаната, цело време луѓето им текнува на филмови што ги гледат по телевизија. Екзорцист, нешто такво, нели ќе дојдат со крстот, со света водичка, ќе ги прскаат луѓе, ќе им прават некои метани и зашто? Да го ослободат од нешто што било во негов внатре. Нема да зборуваме за тоа денес. Ако тоа го очекувате, тоа нема денес да се случува. Сакам да ве вратам за почеток во Битие во 3 глава. Дали забележувате, ако не сте читале брзо, прочитайте си. Во Битие 3 глава Сатаната доаѓа и ги искушува првите луѓе. И сакам да забележите нешто многу важно. Не ги обседна. Ги излажа. Минатиот пат зборувавме дека Сатаната, дека дијаволот има две значаи. Едното е оговарач, а другото е обвинувач. Едното е уствари да те искушава, второто е да те оговара. Видете, нема да се вратиме таму. Некој рекол, го запишав, ова ми дојде многу убаво, вика, Сатаната не остава траги од канџи на твоето тело, туку остава лаги во твоето срце. Кога се соочиме ние со злото, со Сатаната, не излегуваме, кога се соочите со некој контрабок и така натаму, не излегуваме крвави рацепени. Ама некои лаги, некои пати остануваат внатре и треба да ги изчистиме затоа што не мачат и не прават проблем. И врз основа на ова, сега што го зборуваме, сакам да одиме и да погледнеме зашто се зборува тука и за кое оружје нас всушност ни се
зборува. И сакам прво да почнам со тоа кога и како да се спремиме со тоа оружје. И сакам да го забележите првиот стих како почна, вика и така стоите цврсто. Предпоставката која апостол Павле ја кажува тука, која ја имал всушност тој, е дека ние сме веќе во војна. Тој не вика и така кога ќе влезете во борба, застанете цврсто. Вика стоите цврсто, вие сте внатре во борба. Секој од нас е во духовната борба од моментот кога Христос станал негов спасител и Господ. Зошто? Затоа што претходно сте биле роб на сатаната и секоја борба што сте имала била борба можеби на волјата версус она што знаете дека не е добро. Но сега кога имате Христос, веќе имате слобода да кажете не. А тоа што веќе не сме робови, туку сме слободни. Тоа му го покажуваш на војникот како веќе се соочил со другата страна. Тука вика препашани со вистината. Јас не знам многу старогрчки јазик и не се фала многу со старогрчкиот, да бидам најотворен. Ама глаголите кај нас за дивно чудо во македонскиот овој пат во преводот се многу добро преведени. Во минато свршено се двата. Спремни, препашени тука, вика тука. Препашени со вистината, облечени во оклопот на праведноста. Препашени и облечени е завршено. Ево која е идејата. Ти не облекваш оклоп кога пука околу тебе. Ти облекваш оклоп пред да влезеш таму кај што ќе се пука на тебе. Ние се спремаме за духовна војна, некој ќе влеземе во неја. Ние треба да сме спремни пред да налетаме во неја. Ќе објаснам што мислам по тоа, да не испадне дека зборувам на две различни ствари. Исто така, ние никој пати, војник никој пати не вика, изгледа ќе ми треба да земам пушка, да си најдам кај ми е оклопот, да си ја најдам оружјето, па ако запукаат случајно ќе се облекувам. Не знам, тука се сите млади луѓе ги гледам, никој од вас веројатно не бил војска, освен можда јас и евентуално некој друг кој има тука. Ама знаете, во војска не тера целата опрема да ни биде до нас. И ќе рече мрдај, ништо не се случува уште. Ама облекуваш се, излегуваш надвор и веќе кога ќе ти рече тргнувај, ти знаеш дека одиш. Поентата беше не е леле пукаат на сите страни, барајте си барајте пушката кај те, барај си ги чизмите кај те. Такво нешто не се случува во војна. Никој во времето на Павле викал изгледа ќе ми треба штити оклоп. Кај ги ставив, чека да ги најдам. Биле спремни, подготвени, бидејќи се во војна за цело време. Тоа е овде што го спомнува Павле. Се наоружуваш пред да почне бојот. Зошто е важно? Кога ни оди убаво во животот, кога немаме проблеми, кога немаме секирација, кога се ни е полно равно, кога се молите да најдете работа и ја најдете, луѓето ги снемува од црква. Ги снемува од молитвен час, ги снемува од христијанските дејности. Зошто? Нас не е супер, ние немаме борба. И во моментот кога ќе ги навалат искушенијата, кога ќе им се нафрли од сите страни, прво е доаѓаме во црквата, аман ќе се молиме, браќа, молете се на молитвен час сме редовни и така натаму. Срамота е. Зошто? Затоа што викаме и до сега не се борам, немам војна, се ми е супер и во моментот кога ќе влеземе, кога ќе не фрлат во жешкото, а сатаната само тоа чека, ние се наоѓаме себе си неспремни. Дозволуваме во духовниот живот да не води инерција. Супер ми е, си возам во лер, не трошам гориво, се ми е супер, се ми е таман, се ми е одлично до моментот кога ќе ми залета некоја стрела огнена и ќе ме згаси. И тогаш веќе ме фаќа паника. А и нешто друго да ви кажам. Пред 7 месеци се слушнав со пријател, близок човек ми е во Киев, во Украина. Му се јавив, викам, кажи ми што правиш? Вика, правам скара во дворот. Викам, а војната? Вика, она е на исток. Знаете колку пати христијаните така влегуваме во духовна војна? Ние си правиме скара, а некој таму гине од другата страна. Не навлегувам во политика, се не ме разбирате погрешно. Ама работата е, ако некој гине, ако некој се бори од браќата и сестрите, не е време да правиш скара. Време е да се вклучиш во војната заедно со него. Наместо седнеш и чекаш, мене ми е супер. Слава му на Бога. Боже, помогни на тие што имаат мак. Амин. Готово, толку. Ништо повеќе од тоа. Кога ќе залетаат овие огнени стрели, кога ќе запука непријателот од сите страни, и одеднаш викаме, ама како може јас толку да страдам сега од овие огнени стрели на непријател? Страдаш од ти не си облечен. Страдаш од ти не си спремен кога требало да биде. Ќе почнеш да читаш Библија, ама некако е касно. Зошто? Затоа што викаш, кај да најдам сега утеха, чека да вртам. Не знаеш дали си у стариот, дали си во новиот закон. Зошто? Заради тоа што кога треба да се спремиш, не си се спремил.
Зошто? Како што ќе видиме, утврдувањето, оклопувањето на душата, му треба време за ова. Како да се осигураме дека сме спремни? Јас сакам да спомнам две работи. Две искушенија за кои мнозина од нас ја губат битката на самиот почеток. Две основни, може би редовни секој ден, најдов 7-8, ама викам, ајде две ќе спомнам денес. Едното е нетрпеливоста, второто е грижата. Сакам да ги спомнам. Зошто? И ова го спомнам вака. Ако секој ден, кога ќе се соочиме со малите битки, ние го победуваме сатаната, тогаш, кога ќе дое големата битка, сме спремни. Никој не прави воена вежба кога е во војна. Војна вежба се прави пред да почне војната. Тренингот на војниците се прави пред да објавиш војна на друга држава. Нас, Бог ни дава по неговата милост секој ден да се соочуваме со малечки битки, ситни борби, кои ни помагаат да се стегнеме, да бидеме на готовност, за кога ќе дојдат посилните работи, да можеме да реагираме како што треба. Така барем, јас ова го читам ова. Можности да се спремиш за војна. Ајде да почнеме со овие двете работи тука што сум ги спомнал. Со нетрпеливоста. Секој ден се среќаваме со луѓе што ни идат на живци. Ке ве нервираат, ке ве јадосуваат, и начинот на кој реагираме често пати ќе рече, аман идиот, доста ми е веќе од него. Или ваков е овој, или онаков е овој, преку глава ми е дојден од него. Готово е, пријатно. Може да ќе дојдете во стација да кажете порано да го нема. И сатаната победил. Значи да кажеме, Господи, како мене ме трпиш? Како види од сум јас? Колку јас правам беда? Колку глупости јас правам, а ти сепак ме трпиш? Дај ми сила да се соочам со овој, да го истрпам. Мала борба. Не е голема битка. Е само се запукале тука таму малку од тука, од таму. За да не изгубиме. Пак ја речем, сеќавате што реков, сатаната нема да не изгреби, ќе остави лага во срцето. Право е да го мразиш. Во право си кога не го трпиш. Кој би го трпел таков? Дома не го трпат, не поти да го трпиш. Кога ќе почнеш да ги редиш сите тие работи, ти отврдува срцето. И кога ќе треба да покажеш стварно милост, ќе треба да покажеш вистински разбирање во ситуација кога е опасна, многу поопасно отколку ова, ти немаш алатка со која може да се соочи. Оружје имаш, не знаеш како да го употребиш, едноставно ти седи во рацете за џабе. Второто е грижата. Зошто се нервираме? Се нервираме заради тоа што викаме треба вака да ми тргне по животот, треба вака додат работите. И ако ќе речеме вака треба додат работите, а работите не одат вака, ние всушност се нервираме, се љутиме, викаме Господи, ти не знаеш што е најдобро за мене. Не знаеш. Греф ли е тоа? Би требало, нели? Боже, јас знам подобро. Не оди, не е во ред, ама реалноста се случува. Во известна смисла, ако сакате, тоа е гордост. Јас знам подобро. Исто како со непростувањето, кога ќе рече некој каубојските филмови, знаете, Господ простува, јас не. Мојата правда е поголема од неговата. Јас можам поправо да судам отколку самиот Бог. Нели е подобро да кажам, Боже, прости ми, што не ти верувам, ќе оставам на тебе, јас ќе го направам целиот мој дел, ама ево ти води го. Нека излезе по твое, нека излезе како што треба. И кога ќе го ставиме на него, кога ќе дое нешто многу тешко во животот, не дај Боже, кога ќе не снајдат големи, стварно тешки големи тешкоти и маки, а не дали ќе купам ова или она, или дали ќе одам на одмор или не одам на одмор да се нервирам, ќе имаме алатки веќе. Доволно ќе сме стегнати во тие ситни борби што сме ги имале да кажеме, Боже, јас сега можам да се соочам со по твојата милост. Зошто? Ќе ми дојде по автоматизам. Нема да чекам нешто да се случи друго. Што значи всушност да се спремиме со целиот Божи оклоп или со сето тоа оружје? И на почетокот спомнаа две работи: шлемот на спасението, оклопот на праведноста, обуени во подготвеност за благовестие на мирот тука. Сега, овде има еден проблем на прво читање. Затоа што апостол Павле им пишува на верни луѓе. А на тие верни луѓе им зборува за спасение,
Ако забележувате тука, за луѓе кои имаат веќе Божја праведност, го имаат белки мирот на Евангелието, а сепак им вика, облечете ги. Моje уверување е дека она што апостол Павле им го вика тука е сакам, она што знаете дека го имате да го практикувате, да го облечете, да го користите. Сакам да го искористите. Го имате спасението. Да, спасен сум. Океј, како тоа ќе се пренесе во твојот секојдневен живот? И имаш Божјата праведност? Имам. Како таа ќе стане секојдневие во твојот живот? Ајде да видиме. Обувки или обуени во подготвено за благовестие на мирот. Како го споделуваш Евангелието? Знам дека треба. Како го правиш тоа? Кога тие работи ги гледаме, ние всушност го ставаме нашиот оклоп, го зимаме тоа што Господ веќе ни го дал, го имаме како дел од Евангелието што е сила Божја за спасение на нас. И Павле вика, сакам да стане реалност. Сакам тоа да биде реалност за секој од вас. Да го присвоите како шлем, како оклоп, како штит. Нешто слично ново има еден друг стих во Ефесјаните, 3 глава, тамо 17 до 19. Не е исто, ама слично. Вика, преку верата Христос да се всели во вашите срцата, вкоренети и утврдени во љубовта, да може да разбирате заедно со сите свети што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја осознаете Христовата љубов која го надминува секое знаење, за да се исполните со секоја Божја полнота. Апостолот Павле всушност тука вика, она што го знаете тука, треба да помине од овде и да се појави секојдневно како нешто природно што ќе излезе од вас. Надворе 40 степени, природно е да видиш жива вода испод. Кога некој ќе влезе денеска во црква и тече вода од него, никој не се чуди. Ама да биде зима на минус 15 да влезе некој вода тече од него, кажете нешто не е во ред со овој човек, болен. Ние мора природно да видиме оние кои ќе го покажат се тоа кој апостол Павле го зборува тука. Дека спасението е за мене, за тебе реалност. Ние имаме по дефиниција. Всушност, ајде, вака сум го ставил тука. Павле се моли тоа што е објективно и внатре вистина за христијаните, да стане надворешно и субјективно вистина за нив. Матеј 5:17. Да ги видат вашите добри дела, да го прослават вашиот татко на небото. Ние викаме, јас сум верен човек, на Господ се надевам. А комшијата гледа дека се стопил од нервоза, од јадосување. Јас зборувам, јас верувам дека Христос ме спасил, а живееш како некој што Библија не видел во живот. Што правиме? Како ќе излеземе и како ќе се бориме после тоа? Павле вика, не ќе само да знаете за љубовта на Христос. Јас сакам да искусите. Не ќе вика, знамо ти си спасен. Знамо ти имаш вера, знамо ти имаш се. Ама покажи го, види го, извади го, нека се види. Тогаш го облекуваме она што ќе не заштити. Тогаш го взимаме сето оружје што Бог ни го дал, за да можеме да се поставиме со другите. Сакам да ги облечеш, сакам да ти видат центар на се што ќе правиш. Кога ќе облечеш нешто, се гледа врз тебе. Кога ќе ставите на сабајле облека некоја, ќе се погледнете на огледало да видите дали е изгужвана. Зошто ти сите други го гледаат тоа врз вас. Ако ги облечете овие работи што ги спомнува тука апостолот Павле, другите ќе ги видат дека ги носите. Не може да ги скриете. Ако не ги гледаат, ги нема. Ги има во подрум мисли. Кога ќе свирне сирена, ќе се облечем и ќе излезе. Аха. Никако. Тешко. Да се ги земеме привилегиите што Бог ни ги дава, како тој цел оклоп што ни го дава. Да ги ставиме во срцето, да создадеме нова навика на срцето. Ајде како да се наоружаме. Тука е, бидејќи малку предходно, ако ја вклучите молитвата во овој список тука на оружје што е за нас, ги има вкупно 7. Некој совршен број. Иако молитвата не е баш онај тип на оружје за кој Павле ги зборува тука другите работи. Ама ево што спомнува. Спомнува појасот на вистината, оклопот на праведноста, обувките за благовестие на мирот, штитот на спасението, шлемот на спасението, мечот на словото и на крајот вика молете се во духот. Сите се тие тука наредени на купче. И многу често, ако читате коментари, знаат теолозите да го делат на офанзивно оружје, на дефанзивно оружје, на тоа што е за напад, на тоа што е за одбрана и така натаму. Ја сакам малку поинаку да го погледнеме денеска. Ако сгрешам, ќе ми простите. Ама првото оружје за кое тука зборува е она што го нарекува појасот на вистината.
И интересно е, прочитав 3 или 4 преводи и много интересно дека ретко кој превод го погодува како треба. Знаете ли што е опасач? Сте видели опасач некој пат? Еден широк каиш што обично го ставаат војници или полицајци и после на него закачуваат други работи. Некој велат за ова зборува Павле. Не. Нашиот превод е тука многу убав. Овде, затоа што вика вака: препашете ги бедрата со вистината. Не, земете го појасот на вистината и вика препашете ги бедрата со појасот на вистината. Што е поентата? Ова е поентата. Буквално, ако не мора да знаете грчки, проверете луѓето носеле долга облека. Кој носи долгата облека, пред да влезе во војна, што прави? Ја мота, ја замотува, ја препашува преку, ги врзува бедрата, тоа е основата врз која се друго ќе се стави после. Му ги штити бедрата, се штити од напред, он е веќе спремен да го земе сето друго оружје. Не е само стави да си кажеш да не ви паднат панталоните. Препашете се за да не бидете повредени. Тоа е идејата. Затоа викам сликовите многу полесно ќе ви објаснам. Физички не може да ви прикажам. Сликовите најубаво се гледа, нели, за која ќе зборувам. И ова е, за мене верувам, темелниот принцип. Ова е основата врз која после се друго доаѓа. Овде. Ова е облека која е под се друго и е основа за понатамошното вооружување. Практично, вие сте заштитени скоро до колената. Не е кој знае колкава заштита, ама имате доволна, примарна, основна заштита од која после почнуваат другите работи да одат. Зошто е ова важно? Ако не ја веруваме вистината за нашето спасение, ние немаме ништо. Ако некој се сомнува дали е спасен или не, врз основа на што ќе си ја стави верата кога ќе се соочи со тешкотиите во животот? Прво ќе почнете да се сомневате дали сте спасени, па после ќе почнете да се сомневате дали Бог воопшто може да ве спаси, па дали ќе ви помогне. Вие немате оружје, немате ништо. Затоа ова е основата на се. Ова е нешто слично што апостол Павле во 3:16 од Ефесјаните исто вика: нека словото на Христос изобилно пребива во вас. И потоа доаѓа штитот на верата. Препашете се, вика, со вистината, и потоа доаѓа штитот на верата. Ти имаш вистина. Ја веруваш ли? Ти имаш вистината на христијанството. Го веруваш ли? Има еден многу убав пример за тоа во Лука 8 глава, па и мислам уште во две евангелија го има истиот случај. Кога Исус беше во бродот со учениците. Ви текнува? Поминуваше преку Галилејското езеро, се појави една силна, огромна бура, многу голема бура, ќе изгинеа. Малку им фалеше да потонат сите. И ќе ви текне што направи учениците. Отидоа, вика Исус, вели што? Спиеше. Отидоа кај Исус, го разбудија: Господи, станувај, вика, зар не ти е гајле оти ќе загине? Парафраза, не го читам буквално. Зар не ти е грижа дали ќе загине? Реакцијата на Исус е многу интересна ако погледнете малку. Станува, ја смирува бурата, се врти на кај учениците и не им вели: зошто не побаравте да ви дадам повеќе вера? Туку вика: кај ви е верата? Претходно ме гледате дека воскреснувам мртви, хранам гладни, вид враќаше на слепи. Значи правеше се што само Бог можеше да прави. Го видовте тоа, го видовте. Верувате. Што велат луѓето кои сум јас? Ти си Христос, син на живиот Бог. Ама тебе не ти е гајле за нас. Ке не оставиш да умреме. И затоа Исус вика: кај ви е верата? Она што го тврдите дека го имате, покажете го. Ако дојде кај Исус и каже: Исусе, гинеме, спаси ни. Има вистинска вера, ама Исусе, гинеме, спаси не, не ти е гајле оти ќе загинеме. Покажуваше недостаток на вера. Тука едноставно ги има голем недостаток. Тие многу добро видеа дека тој се грижи за нив. Верата не беше во ред. И затоа вика, не рече: барајте повеќе вера. Туку вика: каде е? Ја практикувате ли таа што треба да имате? Ја практикувам ли јас? Ја практикуваш ли ти верата што ние, јас и ти, треба да ја имаме? Разликата помеѓу она што апостолот Павле во 2 Коринќаните го нарекува телесен христијанин и она што е духовен христијанин,
по мене е во тоа што духовниот христијанин може да се заврти и да види како Бог му помагал во животот и што се Бог направил за него во животот. И ќе рече, ако Бог ми помогна тогаш, ќе ми помогне и сега. Телесниот христијанин цело време вика, јас верувам, ама нешто тука да ми се најде од друга страна. Јас верувам дека мене не ме спасува жртва, што вика на времето овие евреи, ама за секој случај си направам нешто. Јас верувам дека ова не е дел од верата, ама за секој случај нека се најде. Колку такви работи има во нашиот народ? Не верувам баш во тоа, ти така треба, ама го правам, оти било ред. Оти, деци било, ево останало старите или не знам си што. Тука. Ако сега имаме тест, знаете, оти некој пат ви давам домашно, ама не ви давам мој пат. Само, ако имавме тест, сега, и во тестот ви поставя вакви прашања. Кој е Исус? Што ти значи Исус тебе? Дали му веруваш дека може да ти помогне во животот? Да, не, твист, многу лесен, нели, 50% шанс имаш да погодиш точно. Јас гарантирам дека сите ќе поминете со четврки петки. Ама, ќе го ставиме ли во пракса? Дали тоа оружје што ни е дадено, ќе го искористиме и другиот може да го види дека го користиме. Кога ќе отидете да му сведочите на некој и ти вика за мене нема надеж, ти викаш прав си. Така е, ама ќе се молиме белки нешто ќе биде. Или ќе му речете има надеж. Ама како има надеж. Чекај да ти кажам што Господ направи за мене. Чекај да ти кажам зошто верувам ти може да го направи за тебе. Тогаш имаме сведоштво. Тогаш ќе го видат и ќе го почувствуваат. И ќе рече, ово е облекол, нема да речат облекол, но ќе речат ово има нешто што јас немам. Инаку оставате, стварно, немате ништо. Немаме ништо. Каде е твојата вера? Многу важно. И понатаму продолжува и вика оклопот на праведноста и нозете да ви бидат обуени во подготвеност за благовестието на мирот. Тука. Многу важна работа за рутински операции. Прва, како вика, чизма глава чува. И денеска сите што планинарат не одат по папучи по планина, тука облекуваат здрави, добри, нормални чизми. Ние еднаш сакавме да се качуваме во Бугарија. На времето беше. Требаше да одиме нагоре на кај Вихрен, на кај врвот. Бевме од тимот нашиот намет, повеќе луѓе и некој тргна по папучи, по влечки. Не стигна многу далеко. Не стигна многу далеко, не беше лесно. Овде вика, обујте ги нозете. Имајте нешто што ќе ви даде да застанете како што треба доле. И после вика, оклоп на праведноста. Имај цврсто на што стоиш. Ако е Евангелијата, ако е Библијата, стои цврсто на неа. Оклопот е во секојдневието, да не се грижам за срцето. И во тоа време, и денеска, ако видите специјалните сили, што прават? Заштитата е тука. Прво, најлесно се погодува, ако било кога сте пукале во мета на човек, најлесно се погодува торзо, тие голема површина. И второ е, нели тука е срцето? Или белите дробови, или ќе оштетиш нешто. Главата е релативно малечка за гаѓање. Освен на филмови, нормално, нели? Ке се пукаат и се погодуваат. Затоа вика тука, твојот оклоп ќе си биде редовно на тебе. Твоите нозе треба да стојат цврсто. На што да стојат цврсто? На благовестието за мирот. Треба стоите цврсто на Евангелието. Да можеме, знаете, и во моментот кога не можеме да дадеме одговор на се, да бидеме како оној слепиот што прогледа. Јас не знам каков е Исус. Јас не можам да ти кажам, ама едно знам. Бев слеп, сега гледам. Он имаше чврст темел на кој можеш да каже, јас, ево каде е мојата вера. Тоа е многу важно. И плюс, она редовно, за редовни операции, условно речено, ако смеам така да кажем за секојдневно, здрава подпора на нозете, заштита на срцето. И понатаму, оди вика шлемот и штитот, зошто? За да ги угаснете огнените стрели на злиот. Сега ќе се рече, што има разлика меѓу двете? Има. Јас верувам дека за шлемот ни зборува за сигурноста на спасението. Каде што, може би некој пати не се чувствуваме дека Бог е тука, може би не се чувствуваме дека Бог стварно работи во нас, може би не се чувствуваме дека го прави сето што треба, ама знаеме дека ако ветил го исполни. Бог ветил дека нема никогаш да те напуштам, ниту да те оставам, треба да го прифатиме и да кажем го имам, не мртвам. Нема тука. И штитот вика да ги угаснете огнените стрели
на злиот. Тука. И интересно е, Павле ова го кажува, го нарекува Божи оклоп или Божие оружие. Не го нарекува сила на волјата. Сакам да речистиме малку. Ова не е нешто природно што му доаѓа на човек. Ова е надприродно. Зошто го велам тоа? Вие можете по сила на волјата да постигнете многу работи. Да се откажеш од некој порок. Да престанеш да правиш одредена работа. Да почнеш да правиш нешто позитивно секој ден. На сила ќе станувам опет савајли и ќе трчам по 2 км ако треба, па што сака нека биде. Сила на волјата. Силата на волјата може да ве однесе до негде. Ова што Господ ни го дава е нешто надприродно што сами го немаме и вика ти го давам да ти помогне да го исполниш она што јас го очекувам и го барам од тебе. Инаку имаме механика, имаме само волја. Знаете, некој рекол мислите на срцето, водат до чувства во срцето. Не, реков Божи оклоп сила на волјата. Ево го, цитатот, да не го повторам. Вика, мислите во срцето, водат до чувства во срцето, кои водат до дејство на волјата. Затоа, ако сакаш да ги контролираш дејствата и чувствата, мора да ги контролираш мислите. Шлем за главата вика и штит за срцето. Така тоа го нарекува еден стар теолог. Шлем за главата, сигурноста на спасението, штитот за срцето, чувај си го срцето. Кај што вели тука. Еден цитат од Тим Келер, еден многу убав и многу интересен автор е тој за некои работи. Тој вика, гревот е само убиствено дејство на волјата против самата себе си. Во која смисла? Зошто човек греши? Оти не знае, оти ќе напребелја. Греши оти мисли дека ќе помине без да му биде казан. Греши оти мисли, Господи, ти си рекол, ако сгрешам, ќе се вратам, ќе побарам прошка и ти ќе ми простиш. Простувањето може би не е спорно. Ама последиците? Отврдувањето на срцето? Соблазнувањето на другите? Губењето на ние круни што сакаме еден ден да ги заслужиме за Господа да му ги дадеме Него? Ако ништо од тоа не ни значи, прашањето има ли вера? Има ли воопшто нешто во самото срце на човекот? Шлим за главата, стих за срцето. Јас знамо ти ова лошо, знамо ти вака не треба, Господ си простор. Господ ќе ми прости. Знам дека ова не е добра навика, ама се во секој случај Господ знае да прости. Ама има еден стих во Евреите, 3 глава, таму мислам 13, 3 глава во секој случај, кај што вика дека срцето се закоравува. Затоа Библијата вика, ќе има луѓе кои ќе се спасат како преку огар. Ќе има маки проблемите шкоти, зошто ти си ги навлекол сам од себе си. Ја ти некој друг на сила му ги фрлил или му ги дал на главата. Ајде да видиме како да се наоружаме тука. Секогаш кога ќе направиме нешто лошо, е многу потешко да не го направиме наредниот пат. Ни влегува во навика. Сега спремав некој предавање и налетав на еден цитат од еден автор, вика, тоа што го дозволуваш, тоа го поучуваш. Ако дозволуваш грев, и другите ќе ги повлечеш со себе си. Ако поучуваш дисциплина, ако дисциплината е таа што ја дозволуваш, тоа и го поучуваш. Ако неред дозволуваш, неред поучуваш. Ако дозволуваш да има грев во животот, така ги поучуваш и другите околу тебе да грешат. Значи веќе нема да биде индивидуален, ќе стане и општествен. Кај нас се дозволува да фрлаш ѓубре на сите страни, и затоа ако ќе излезеш од кај нас од ново лисиче до тука, уште малку ќе треба да се копаме со лопати за да стигне. Некој го допуштил и сега веќе сите викаат ако може, тој може ми јас. Ајде да не спомнуваме други греови и други ствари. Интересно во оружјето, во Псалм 103, 1 до 5, еден многу убав текст има тука. Вели, благословај го Господа душа моја и се што е во мене, неговото свето име. Благословувај го Господа душа моја и не заборавај ги неговите добротворства. Тој ги проштава сите твои гревови, тој ги исцелува сите твои болести, тој ти го спасува животот од распадливост, те овенчува со добрина и љубов, ти го исполнува животот со добрини, твојата младост се обновува како на орел. Знаете на што не подсетува овој стих? Подсети се, душо, на се она што ти дал.
Тоа значи да кажам, ако тогаш завршил работа Господ за мене, сега ќе ја направи. Ако тогаш помогне, сега ќе помогне. Повторно, зборуваме ако го зијаме вистинското оружје. Ќе се сетите на почетокот на војната со Украина, не беше поентата, ево им дале вакво оружје. Прашањето беше, знаеш ли да го користиш? Господ ми дал мене алатки како да се справам со проблемите. Да, ма знаеш ли како да ги користиш? Рекове, се кога ги користиш прво малку, кога имаш ситни, тука средби проблеми со непријател и после одиш натам. Како практично да го направиме ова? Како практично да го направиме сето ова? Оклопот на праведноста ќе те потсети на тоа кој си во Христос. Евангелието на мирот ќе те потсети на радоста што имаш во Христос. Пак ќе речам, шлемот на спасението, веројатно зборува за сигурноста на спасението, ама, јас тука сум направил на грешка, ќе ги пуштам сите, па ќе ви ги покажам кои се што се. Што значи тоа практично? Вика, земете го шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божјо. Не е повторување. Да мислите дека го повторува тоа што го кажа малку претходно. Ова не е појасот на вистината. Не. Појасот на вистината се основните принципи на нашето верување. А сега зборуваме веќе за длабоко и подлабоко познавање на Библијата. Ако не го знаеш Словото Божјо, како ќе му одговориш на сатаната кога ќе те искушува? Пишано е. Ако не знаеш каде е пишано. Како ќе знаеш што е право, а што не е, ако не ја читаш Библијата? Ке ме слушаш само мене, јас може да сгрешам. Реално е така. Ако не ја читаме Библијата, ако таму не ни излезе основата, имаме ние проблем тука. Сите други делови што ги добиваме, сите други парчиња од овој оклоп, од ова што го доаѓа, се привилегии и аспекти на Евангелието кои може да ги искористиме во различни ситуации. Јас пак така ќе се вратам, не ќе многу да ги продуховувам работите, сакам малку попрактични да сме. Зошто? Затоа што треба се подсетиме себе си за она што Бог не научил, за она што Бог ни го дал и да го примениме во праксата и во секојдневието. И затоа овде зборува вика молете се во духот, со други зборови ќе се молиме за она што Бог рекол да се молиме. А таму вика најнапред барајте што царството Божје и неговата праведност, се друго ќе ви се придаде. Може и други работи, ама да ќе оставиме тука. И неколку работи во однос на Библијата и молитвата кои се тука спомнати. Само на брзина, пак ќе речам. Индивидуално, Библија и молитва во група, Библија и молитва во црква. Затоа сите зборуваме и кога тогаш ќе мора да седнеме и да го направиме тоа, да си имаме не само молитвени часови и библиски проучувања надвор од секојдневните неделни богослужби. А може да растеме во ова. Сега. Сакам да се вратиме на кратко да завршам за едно нешто. Овде. На кого да мислиме кога го ставаме сето тоа оружје врз нас? И сакам да ви дадам еден библиски контекст. Во Библијата, во Стариот Завет уште, за прв пат Библијата зборува за еден божествен воин, кој треба да дојде и кој ќе се бори. Всушност, кога израелците излегуваат од Египет, Миријам пее една песна, сеќавате, и таму во песна вика Бог е божествениот воин и тој се бори против злото и неправдата. Тој не ослободи и извојува голема победа кај Црвеното море. Тоа е дел од онаа песна што ја пее Миријам, ќе се сетите, кога излегува од другата страна на Црвеното море. Првиот воин кој беше наоружен со се она што нас ни се дава, се покажа како Бог. Тој Бог, додека беше Израел, како негов избран народ, нели, додека го тераше натаму, интересно е се бореше против сето зло, вклучително и злото во Израел. Бог не го поштеди Израел, тој не е наш народ, а овие другите се лошите, против нив ќе се бори. Затоа го читав на почетокот. Со нас ли си или против нас ли си? Јас сум за Господ. Бог не е дефиниран со нашето добро или лошо. Бог не е дефиниран со тоа кај ние стоиме во доброто и лошо. Бог си е дефиниција сам за себе. И тој вика, јас ќе ја направам правдата. Јас се борам секој пат, јас сум божествениот воин. Во Новиот Завет дојде Исус, кој беше синот човеков, за кој пророците вика дека ќе дојде и ќе го спаси неговиот народ од робството. Многу една интересна работа. Синот човеков се спомна за прв пат во Данијел, во 7 глава, ќе се сетите. Тука. И сите рекла, супер, дојде синот човеков, сега ќе ги потепаме ермјаните, сега ќе се спасиме, ќе се бори против зло, ќе се бори против неправда.
И она што направи најголем проблем, дури и за учениците, беше оти тој, наместо да се бори и да ранува и да убива, тој излекуваше, тој лекуваше. Наместо да ги уништи непријателите, тој викаше правете им добро на вашите непријатели. Тука. Кулминацијата, се сеќавате кога беше во градината, кога Петар извади меч. Ја памтите таа ситуација. Петар вади меч да го спаси, вика тргни го мечот на става. Каков ќе е тој воин што сака да победи без оружје? И всушност тој е единствениот воин кој можеше уствари нас да не спаси. Ако Исус дојдеше да ги пороби и да ги уништи римјаните, следни ќе бевме ние. Следни ќе бевме јас и ти. Затоа што не сме ништо подобри од нив во однос на Божјата праведност. Ке ни истребеше буквално сите. Сите ке ни истребеше. Пак ќе спомнам еден автор, вика Исус Христос не дојде вика со меч во рацете, туку со клинци во рацете. И тоа е една многу битна работа да не ја заборавим. Ние сите луѓе сакаме моќ. Сакаме власт. Јас сакам, ти сакаш. Да можам јас да направам вака да се случат работите. Христос дојде да покаже милост. Христос дојде, пак ја речем, наместо со меч, дојде со клинци. Наместо да биде тој што ќе искористи меч против другите, тој во себе го искуси меч. Тој искуси смртта во себе си на крајот. Самиот се даде, умре на крстот за нашиот грев, не само да го уништи Римското царство, да може да го уништи гревот. Или ако сакате по-просто, дојде и го заврши злото без да не реши и нас. Оти ако дојдеше и го решеше злото, како што требаше да дојде, како што се надева евреите, саки дојде и секи изчисти, ниједен од нас немаше да стои тука денес. Човечкиот род ќе беше уништен. Зошто? Затоа што вели сите сгрешија. Исус ги сакаше непријателите. Така го победи злото. Така победи во духовната војна. Исус не победи со тоа што ги уништи, што ги затвори, што ги фрли во апс. Во историјата на христијанството во Женева, таму со Калвин, има едно време кога се обиделе луѓето да легализираат морал. Не успеа. Не успеа. Морал не се легализира затоа што човекот во суштината е расипан. Он може да не го прави тоа однатвор што мислиш дека не треба, ама внатре пак и си ги прави проблемите. Ке го љубиме непријателот. Не злото, непријателот. Со други зборови. И со тоа ќе завршиме. Единствената личност која треба да мразиме е сатаната. Единствената личност против која се бориме е сатаната и неговите слуги. И кога така ќе ја фокусираме нашата духовна војна, може да очекуваме победа. Ако тргнеме да ги требиме луѓето што ни газат на прсти, ако ги тргнеме сите оние што нас ни пречат, оти мислиме дека заради нив словото не оди напред, не е окей. Боже, прости ми за сите мисли што ги имав на отварањето на Олимпијадата. Не, најбрзо да го кажам тоа. Не знам како вие ја гледате. Ама Боже, прости ми треба да кажам за многу пати кога знам кои ми се мислите и знам што би требало да се случи ако биде по мое. И да бараме од Господа победа во таа духовна војна која е веќе извојувана, ама да ја бараме на негов начин, по негови правила и со неговото оружје, не со нашето. Зашто нашата борба, вика, не е против тело и крв, од небесните сили и власти против силите на темнината. Амин.